Да, во ковидот бевме дома затворени, така добре јас имав дозвола ради ресторанот за излегувам, ма пак сам што ќе правам празна Скопје, Да. као Бетмен се движиш низ град. Почнав мете лебови, месеници, ја качив едно 25 кила што после ги симнав. Добро. Значи тоа те следува кога само седиш дома и готвиш и јадеш и викам окей, ај сосем случајно искочи тоа. Не знам некој леп правевме, дали бриош некој, Ивано почна ме снима, викам ајбе не снима наш доста. Искочи едно видео, го гледам, после викам, ово е интересно, ајде да го постирам 60.000 прегледи. И викам, ово е добро, че луѓето сакаат да го гледаат. Зборуваме за нешто што секогаш го врти светот или за нешто што не го збогатува и разубавува секое вртење на светот, а тоа е добрата храна. Зборувам со еден готвач кој веројатно вам ви е добро познат ако имате Инстаграм. Зборувам со Филип Поповски од Готвиме со Фичо, а секако подкастот е создаден од Змај со поддршка во делот на маркетинг и продукција од Dead Value. Здраво, Фичо. Здраво, здраво. Што го врти светот? Веројатно парите. Добра. Ова баш како од готвач го не го очекував, не се зезам. И секако треба да се лажеме, ќе кажам многу други работи, така љубов, да, но нема врска на крајот од денот. Кај да вртиш, ќе доеш до таа врата пари што пишува, не се. Добро, затоа што тука зборуваме често за парите и за тоа како добро може да се искористат. Мене ми се свиѓа одговорот, плюс и нели подтекстот на што го врти светот или what makes the world go round. Што и да тренеш да правиш, покрај тоа што треба, нели, љубов, за све треба љубов. Да. Треба здравје, така за можеш нешто да направиш, ама пак завршуваме на делот кај што се вика пари. Така е. Ништо не можеш да направиш без пари, у принцип. И за хедонизам. За хедонизам е главно, да ти имаш, Ти да треба. можеш си дозволиш хедонизам, така. Сега ти ја гледав една од епизодите на хедонизам со Фичо што почна да оди на МТВ и од тука некои од прашањава ми дојдоа како, да кажеме, некоја мотивација. Ќе ти поставам неколку кратки прашања и да ми дадеш одговор со еден збор. Едве чекам. Сарма, од зелка или од лозов лист? Лозов лист. Добра. Кој е за вакуина, маж или жена? Двајца. Fine dine или street food? Fine dine. Добро. И готвење вакуина дома или вакуина во маџа? Кој на омача? Баш ми е интересно тоа што ти си создаде на некој начин бренд за себе, готвејќи дома на видео на Инстаграм, Така е. на телевизија беше присутен, меѓутоа сето тоа искуство веројатно со некоја финансиска поддршка и подкрепа, со пари кои што се потребни за да почнеш бизнис, го отвори Маџо кој што сега е нели во една фаза на проширување. И Маџо е последен проект и проект на кој што најдолго сум задолжил. Во минатото имам многу проекти пробано, нели, ајде, каде со партнер, каде сам и имало многу неуспешни приказни. Али луѓето на крајот од денот секогаш ќе гледаат само таа една успешна приказна, а Маџо е успешна приказна. И исто е, нели, момент, партнерски момент, односно имаме бизнис ангел еден што стои позади и што го поддржува тој цел проект, односно пари моментот. И оставено е да ние го возиме тој бизнис да биде доходовен, успешен и да дава на луѓето квалитет каков што сите замислуваат кога бидат таму присутни. Има позади, како што кажав, прво, значи многу неуспешни приказни кои што ја ги викам едно многу добро школа. Значи, секој од нив сум извлекол како нешто не треба и сето тоа знаење овој пат го ставивме у Маџо. Веројатно тука правиме грешки попатно, ама Секако. мислам не може ако Побрзо работиш да не учите, направиш можда. грешка. Да. Нема шанси да не направиш грешка и тоа е окей. Значи, така функционира животот. Има едно, не знам, често се спомнува кај оние повозрасни генерации, значи тој што не крши, значи ништо не работи. Така, Апсолутно, апсолутно. така што се надевам нема многу да се кршат тањери во Маџо. Па се кршат многу, значи тоа е и тоа е една болка, чаши, тањери, тоа се потрошен материјал. Тоа Што се треба да реално си го пресмета некој. Чини како па ги пресметуваме ние, се големи бројки, не е баш едноставно.
Да, ма добро, кој треба брзо да научиш веројатно од таквите грешки, кршења, каде да не го ставаш тангерот за да не ти паѓа Не, толку тука е више многу. фактор човек. Тука е фактор кршењето е фактор човек и Да. сега тоа е и обука и ете многу разговарање со колегите да се внимава, да се прави, се случува, меѓутоа не се случува ако се случи денес 20 пати. Да. Се случува ако се случи еднаш. Тогаш викаме се, тоа се случува, не може тоа се случува да се случува 20 пати од денот. Тоа е проблем. Че тука више имаме проблем. Меѓутоа идеме кон подобро. Мислам дека Добро. се помалку и помалку тие трошоци се присутни. На крајот од денот е потрошен материјал, кој што е скап. Поскап, поевтин, зависи кој како ќе одлучи, ама веројатно онаму каде што имаме убава порција, се си чини таму во таа порција која што влегува. Јас Значи, сакам тука има брендови, има многу долга тема. Кој сакаш да фатиме За тањери? Тањи, да, апсолутно. на крај, тие што Прибори, ќе останат тањери, до чаши. крај, сигурна сум дека ќе ги интересира колку чини еден сет тањери за да отвориш таков fine dine ресторан. Ќе ти кажам од и крај нема. И крај нема, Да. добро. Може така. Сега мене ме интересира начинот на кој што ти го градиш брендот во делот на готвење. Добро. Во ред имаме и готвиме со најразлични други имиња, меѓутоа готвиме со Фичо, некако и почна релативно рано да бидеш присутен на социјални медиуми, на сите медиуми, на традиционални медиуми. Не ти е прва емисија ова, значи имаше и претходно Готвиме некои со Фичо постои други? повеќе од 12 години. Значи, ја имам снимено до сега, немам точна бројка, ама над 2000 видеа. Добро. Над 2000 видеа за готвење. Сега секој во различна доба од развојот на... И пред да постои Готвиме со Фичо, снимав со продукција за потреби на спонзор во тоа време. Па после тоа настана, значи и предходно има многу видеа, мислам дека ако не грешам, вака од мое сеќавање, можда и прва емисија што излегла на YouTube од Македонија, дека била таа емисија за готвење пред да постои Готвиме со Фичо. Тоа е многу давно. Значи, ако Многу отвориш ќе видиш давно. 15 years ago пишува на под видео. И како се викаше? Па немавме, мои рецепти беше. Аха. За вебсайт беше во тоа време, мислам дека и уште постои тој вебсайт. Цело време ви зборам колку е интересно и колку е јако да си другар со месара. За овој рецепт ви е потребно такво пријателство. За мои рецепти снимавме и тоа е стварно оддавно. Да, Да, 15 али- години. Али во тоа време ние бевме онака, знаеш, добра продукција. И добри беа видеата за тоа време. Тои се добри и за Сигурно. сега, за тогаш беа супер. Добро, сега е дискутабилно колку социјалните мрежи го подобри или го влошија квалитетот на снимање на видеа, затоа што веќе секој со телефон снима, ако е интересно видеото, ќе има нели кој да го гледа, не мора апсолутно. квалитетот секогаш да е најдобар, ама треба многу да снимаш. И мене ми е тоа интересно затоа што често луѓето си мислат дека ај сега он нешто готви таму, па тоа ќе си го сними, па сите готвиме по дома и така натаму, ама колку сати готвење треба да влезат во тоа ти прво добро да ги готвиш тие рецепти, па да можеш нели како наставникот да ги пренесеш на тие што те гледаат рецептите и плюс да го снимиш сето тоа и да направиш ете 2000 видеа снимени. Види, зависи И што е објавени. рецептот. Значи, овие наши традиционални јадења, кои што реално за некој треба 3 часа, 4 часа, исто треба и кога снимаш 3 или 4 часа. Со тоа што се ние кога например како иде снимањето, ако нешто се пече во рерна 3 часа, ние го ставаме во рерна и продолжуваме со нешто друго. Ако ние би Паралелно го чекале, снимаш? да. Ако ние би го чекали што се заседна екипата, мислам рачунете дека екипата се плаќа од ден. Не може Знам. ние да седиме, значи не може да седи така ние да си го чекаме се и да си гледаме уредната, тоа е не по сегду света вака како што ви кажувам. Значи тоа се става во рерна и сега добрите продукции кои што се работи на да речем со сериозни екипи, обично имаат рерна во позадина, втора, трета, четврта, пета рерна, имаат фуд стилисти што паралелно ги работат рецептите. Имаат готови јадења, значи он го става во рерна, зима готово и го вади одма готовото го покажуваат. Па и дека кога е тоа во нема живо да е искочи. секогаш така. Извини што те прекинав, ама Да, кога е во живо, да, мораш да го апсолутно. имаш во бекап тоа што е Мораш, направено, мораш. инаку ако чекаш да се пече, заврши Нема- емисијата. Мислам, нема секој што ќе помисли дека е тоа тој истиот продукт, тоа е лудост. Да ви гарантирам дека 100 од 100 не е така. Добро.
Значи сум посетил и познати сетови снимачки, дури све се прави паралелно во позадина. Значи работат фуд стилисти, може на скапи сетови 5-6 фуд стилисти каде што го паралелно со готвачот што го снимаат, го прави истото и одбираат од петте кој е најдоброто и го покажуваат на камера. И тоа е Па така како? функционира тој свет. Тоа е многу скапо, така функционира. Да, знам за тоа што баш во првата епизода имавме чудни професии што се многу платени во светот и фуд стилисти беа едни од тие Да, професии кои што многу се сериозно, да. високо платени, а не би очекувале, мислам. Па вака, фуд за една стилист. реклама, пример, да речеме за храна кај што е Има кај нас тоа? има. Јас сум работел неколку реклами како фуд стилист. Пример, фуд стилисти треба за седе кај што ќе покажеш некаква аранжирана храна. Дали е бургер, дали е пица, дали мора некој да ја намести. Бидејќи камерата гледа различно, така он има поле кое што го фаќа, па има дисторзија на сликата на страните, зависи каков објектив, така. И светло треба да се намести, ајде светлото ќе го намести светломајстор. Меѓутоа, за храната да изгледа добро, може режисерот да ти рече, ми треба таму да има одраз, да светка. Ми треба да не светка. Ми лепче за бургер може да биде сјајно и да дава лош оцјај. И ти вика, не сакам да има оцјај таму. И тоа не се решава со светло, тоа го решава фуд стилист. Најчесто и храната што се снима не е за јадење, се промачкува со 300. Ау, тоа сум гледала Да. како Се мачка за ако треба да свети, се мачка со глицерин, ако не треба да свети со мат лакови за кондури. Значи има многу. Ова што го гледаме на реклами ширум светот, кај што се презентира храна, тоа не е јадлива храна. Ама сега со социјалните медиуми треба и во живот тоа што се готви добро да изгледа, некако за на луѓето да им изгледа добро. Го немаш фуд стилистот моментот. Колку време готвиш во текот на денот? Многу ме интересира Па не за готвам да секој ден, снимиш искрено. нешто. Не готвам секој ден, гледам тоа да го порано готвам секој ден. Секој ден са Секој бајле ден. И рецепт. тоа, ама тоа не е тргаш. добра организација. Тоа е, значи, ме истоштуваше, буквално. Не е едноставно. Знаеш, некој кажа, супер, тебе се снимаш, се готвиш, па супер е до одреден период и после станува више напорно. Се што почнува ти станува професија, знаеш, ако ја уживаш и после тоа си успеал во животот, мене ми е задоволство, меѓутоа секој ден да снимам 3-4 рецепти, ме истоштува, не можам. Значи имам и други обврски, имам ресторан, имам семејство, имам дете, не можам ја да го животот да ми биде базиран само на снимање. Не само тебе, јас едно време гледав и сопругата и детето сите во којна спремам. Тоа тргна како акт на да го ставам интересно, значи како ентертеймент. И се уште кој искачаат тие видеа кај што сум јас со Максим или Ивана на снима, тоа е поише го правиме ентертеймент. Да. Тоа не е нас задоволство го направиме. Ама никаде не го ветувам дека тоа така ќе продолжи да биде. Секако сите имаат обврски, Значи ама додека беше сакаат интересно. сите може, а еден ако не сака не снимаме. Значи нема мораме ништо. Не. Ми мислам дека тоа излезе во период на ковид. Да, во ковидот бевме дома затворени, така добре јас имав дозвола ради ресторанот за излегувам, пак сам што ќе правам празно Скопје, Да. као Бетмен се движиш низ град. И бевме дома затворени и ни преостануваше од забава да сготвиш, изгледавме се од филмови што постои, ти останува да сготвиш и почнавме лебови, месеници, ја качив едно 25 кила што после ги симнав. Добро. Значи, тоа те следува, кога само седиш дома и готвиш и јадеш, и викам, окей, сосем случајно искочи тоа. Не знам, некој леп правевме, дали бриош некој, Ивано почна да ме снима, викам, ајбе, не снименаш доста. И искочи едно видео, го гледам, после викам, ово е интересно, ајде да го постирам 60.000 прегледи. И викам, ово е добро, че луѓето сакаат да го гледаат. Да. Окей, ајде го сакаат да го гледаат, ајде нека да им даваме малку поише материјал. Мислам дека сите некако се пронаоѓавме тогаш во тоа, затоа што сите се дома, одеднаш Сите бара да гледаат нешто. заедно, па да гледаат, ама и одеднаш заедно готвите, заедно морате се да правите дома затворени. Да, И да. тоа е супер активност и сите се пронајдоа во таа динамика на сите во кујна, сите нели не се случува во денот да е некој сам по готвачки сам. видеа во тоа време. Многу, да. Значи Ми текне. вежбање по дома, готвење по дома, не знам, здрави навики, вака треба. И тоа е супер. Значи, И супер е- 25 кила плюс бам. Па сега, значи све си носи така. Да Мора вежбам, да жртва. снимам видеа за вежбање, може ќе ме встрча.
Не снимам видеото веќе. Најверојатно. Имаше такви ситуации на луѓе кои што изгубија нели некој кила што им се натоложувале затоа што одеднаш си повеќе дома и можеш да вежбаш дома и така натаму. Можеш да вежбаш секогаш. Јас сега вежбам откако ослабев, сега вежбам више секој ден, без исклучок. Ама не знам, едноставно и тоа ми стана навика. Во принцип се е навика. Мислам дека е многу интересно, почнуваш нешто ново на МТВ. Јас гледав една епизода и интересно ми е Една баше... има до сега, таа се сега. Да, таа сум ја гледала, добро, супер. Патуваме во неодоливиот свет на вкусовите. Микс од мириси, традиција и култура. Ве носиме на незаборавни патувања со Фичо и пријателите на превкусната македонска храна. Ексклузивно на македонската телевизија. Концептот е сличен како оние патувачки или уживателски шоа што ги гледаме и низ светов и баш така изгледа. Концептот не е нешто револуционерно, не е нешто ново и не ни баравме да биде нешто револуционерно и ново, едноставно продукцијата која што стои позади проектов дојде кај мене со една идеја која што и претходно сум имал обиди и искачало, не искачало. Пак во принцип доаѓаме до моментот на ти можеш све да снимиш и да направиш, треба да се најде некој што ќе ти подаде рака и ќе рече окей, ај ова да го емитуваме на оваа телевизија или овој канал. Треба да имаш поддршка во секој случај. Значи треба некој да верува во проект, да го види така еден пилот или да го прочита како сценарио еден пилот, да го види и да ти рече ајде, доаѓај, ајде да пробаме. Знаеш, у принцип е на почетокот све ајде да пробаме да видиме, па ќе видиме како тоа ќе тера. Значи не е некој револуционерен концепт, тој постои, глупо е да се споредуваме со било кој, се од ова што ние го правиме посебен постои. на свој начин, ама сакам да кажам, го има на ниво што сме навикнати веќе да го гледаме кај светските продукции, Па каде се што трудиме. Значи уживаш во храната, па потоа ја готвиш и така натаму, мене ми се допаѓа тој пристап. супер, моментот што е, концептот е едноставен, значи шетаме по Македонија, шетаме по различни градови, шетаме по ресторани, кафани, пекари, сладкарници, да видиме што го одликува градот од хедонистичка гледна точка. Ако треба да се напиеме вино, значи различни специјалитети, не оние што ги јадеме кога ќе седнеме у кафана, пример, снимавме у Велес, тек ќе искочи емисија, и јадевме различни внатрешни органи. Има кафанче во Велес, кој што са многу луѓе, ја обожавам. Па знам сите мене ми е лепота што се готвачи джигери, ги сакаат, мозоци, јазици, ама толку добро ги спремаат луѓе, да ако не ти кажам што е, ќе побараш уште едно. И сега луѓево, знаеш, сите како можеш да го кажеш тоа, многу е добро. Знаеш колку се вкусни, многу добри, многу се вкусни, све е направено перфектно. И сега рачуне тоа кафанче постои 40-50 години. И никој до сега не го снимил, мислам, тоа не е нешто ресторан, не е тоа некоја угледна ресторан направено, инвестирано, не. Значи тоа е направено за душа, човекот што си е собственик и работи, и син му работи, и они се внесени у тоа, нив им е бизнис, они од тоа живеат, али тоа го прават многу добро. Викам, окей, ние овие луѓе треба ги покажеме. Апсолутно. Значи, он продава, не знам, Ентони јагнешки Гордин мозок. каде одеше? На такви места кај што е кор да го пробаш Што зборавме пред да почнеме со емисијава, така правиш дома и рачуне сега ти дома правиш добар јагнешки мозок, знаеш да го спремиш. Рачуне он дека го има во мени. Рачуне он колку мозоци му требаат во денот за да може да го стави тоа во мени. А реално е тоа калорична храна, сега во мали количини, масна е многу, јед здрава, е супер, али во одредена мерка. Не можеш да се пријадеш ти од таа храна. Можеш, ќе ти биде тешко. Тешко сварлива храна. Така. Интересно ми е дека ги наоѓаш таквите места и секогаш сум се прашувала, знам дека така и Ентони Бордино ни зборувал за тоа, дека луѓе му пристапуваат и така натаму го викаат каде треба да отиде, секогаш има контакт точка во местото каде што оди. Како ги наоѓаш овие места? Од ти што си патувал претходно па си пробувал или бараш локалец па ти кажа многу е каде? различно, скроз различен концепт е тоа што го правеше Ентони Борден, односно да снимаш надвор од матичната држава
е многу посложено. Тоа што Сигурно. ти треба човек у бизнисот со снимање се викаат фиксери. Ти треба Добра. фиксер, пример, ако одиш у Камбоџа да речеме, ти треба фиксер, тој е најчесто локалец кој што е хедонист, зборам ако снимаме за готвење, тој е хедонист, ги познава луѓето, него го познаваат, за да немаш проблеми, ти мораш да земеш човек кој што е локалец, кој што луѓето го знаат. И кај да тропне му се отвараат вратите. И тие фиксери чинат доста пари. Значи, кога снимаш во странство, дури во Србија да отидеш, рачуне треба да снимаш во Белград, ти мораш да имаш локалец. Белград е огромен, така. Така е. И се ти како знаеш дека, мислам, ние ги знаеме, ајде, рестораните, кафаните у Белград, ми ги знаеме тие најпознатите. Сигурно има таму некое мало, некое кафанче, кај што и тоа работи со години, ама ето едноставно не се развил да инвестира €1.000.000 у локал, него си работи како на времето и луѓе му доаѓаат. И е квалитетно јадењето. И тоа е интересно и да се тој сними. тоа е интересно да се сними. И сега, тој да го најдеш, ти треба фиксер локалец. Да. И така функционира. Тоа е единствениот начин да можеш да снимаш во странство. Сега, од друга страна, наша емисија е само за Македонија. Ние у Македонија, у принцип, сме малку луѓе, горе-доле сите се познаваме, у секој град имаме пријатели, така? Така. Кај да размислиш сега, кај да ми каже, ќе најдам некој човек што го знам локал. И што е Ќе се, хедонист. ако не го знам, ја го знам некој што го знае тој што Добре. знае што има кај има. Во Да. принцип, градовите надвор од Скопје нема толку многу различни угостителски објекти. Значи, обично се десетина што функционираат и тие ги знаат сите. И ете така по некој скриено локалче. Пример е интересно, сакаме во секоја емисија да вметнеме по една сладкарница. Знаеш дека нема секој град сладкарница? Нема, ние правиме мислам истражување, дека нема. знам. Затоа што имав интересно искуство во Берово, кај што едно дете викаше јас сакам да научам како да правам торти, па му вика ај бе што ќе учиш на тоа вештини како да правиш торти за машко дете и он вика па може тоа сакам, не сакам информатика во Paint да цртам, сакам торти. И баш тогаш размислував дека многу од тие места околу немаат кој да им прави убави торти. Например. Они имаат, види, торти, у принцип, Дома. домакинките ги Да. дома, да, и се они си развиле некој... Си ги не знам, препродаваат. Да, си ги знам. препродаваат и тоа иде, ајде, да кажеме, на црно. Шо, како да ти кажам, не можеш да го спречиш. Не. Знаеме дека постои, сите знаеме дека постои, не може да го спречиме и тоа ете функционира до негде. Има луѓе кои што си го почитуваат, тоа и си купуваат на тој начин. Мене ми е преризично, лично не купувам никогаш така. Сакам да има фирма што ќе ми гарантира за стандарди и квалитет и така натаму, нели? Зашто и плаќаме тоа да постои и сакам да поддржувам мали бизниси. Значи човек што инвестирал у нешто и се труди да прави нешто, ако можам да го поддржам, ќе го поддржам. Значи секогаш ми е прво да видам ако може некој да се подгурне, да му се помогне и така натаму. Пак едам, значи, снимање низ Македонија, нас не ни е толку тешко, иако е сложено, не е едноставно. Многу кај нас имаме проблем што луѓето не ќе да се снимаат. Значи, он Леле, работи, знам. да, имаш Знам. проблем. Не сакам, Сум ајде, го сега ме... имала. Знаеш зашто мислам? Мислам дека ќе им направиме проблем. Зашто Аха. ќе се појдете, ајде сега не ми е тука мене ова за снимање, ви у принцип ја не сакам да покажам дека е негде лошо, јас сакам да покажам добрите страни. Секако. И сега они мислат дека ќе видат, па ќе ми направиш проблеми, па ќе ми доаѓаат инспекции. Абе не ми е мене тоа поинтата. Ја не ти снимам не Ама ти и не само снимам тоа, ние не да сме ти на- покажам лошо, Да, да ти донесам неуспех. И тука имаме проблем. Снимајте се. Голем Поддршка сите да се снимаат. Не мислам дека ние како народ сме такви како повлечени кјути да не Трај се вика на ведната глава, не ја доста, сече сабја, да. како беше тоа. Значи тоа кај луѓето веруваат во тоа. Еве бевме снимавме у Куманово. Многу голем проблем е тоа што луѓето не сакаат да излезат сака, пред да, камера, се да. плашат како да е нешто крај на да, свет, да. а всушност можеби некој друг ќе научи од нив или ќе слушне или ќе се испромовираат. Има кај нас има некој Не може има минус. бариера некоја дефинитивно. Има. Например, снимам у Куманово и имаш ситуација на многу добро кафанче, такво не е угледно, ама храната е врв и постоја 30-40 години. Како што треба. Да, значи се како што треба и многу интересен концепт, значи немаш ти таму мени и бираш. Што сготвила тетката дента, тоа е. Ја така сакам да не мислам. И да ќе Нема она не ти дава избор. Значи она вика денеска има дроп сарма и сарма од лозов лист, сега на памет спорам. И тоа ти е дента. Знаеш, има турли тоа е денеска, тоа се јади и тоа е супер, многу е добро, птене непосредно е
многу е кул за мене. Јас сам тоа го снимам, пошто стварно е добро. И кумановци идат таму, реално. Не бе, запнаже, не може да снимате тука. Не ми треба мене реклама, ама не ти викам ја реклама, не ти продавам реклама со тоа што ќе те снимам. Јас сакам да те покажам луѓето да видат какви места добри постојат. А не, овде не е за снимање, нема музика, нема ништо, штама. Многу интересно, разбираш. Баш као гостилница, као на времето. У Шпанија имаше такви локали, и нема музика, луѓето се тука муаве да си направат, да къснат нешто и тоа е. Јаде бега, чаша вино си оди. Сличен концепт, само македонски направен, многу интересно. Предобро е тоа. Нема ти вика не може, снимаш и готови кај нема објаснување. Знаеш, дури онака занци викаме ќе ти даеме 100 евра снимаме. Какви 100 евра, вика гитлот. Нема цена нема, разбираш? Мислам немаше ни да даеме 100 евра за снимаме. Немаме ни таков буџет за можеме така да функционираме. Ние онака дури на крај на шала вика не, ништо, вика не. Фала, вика не треба. Добро. Интересно ми е зашто кај нас тоа дефинитивно постои, многу постои, тој момент на не ми треба реклама. Кога не ти треба реклама, веќе можеш да едуцираш или да бидеш лицето на тоа место, на Куманово, едноставно да му вратиш некако на твоето место, на твојата држава и така натаму. Мене ми е интересен пример и дефинитивно можеби најдобар во светот за тоа, Италија. Одиме во Рим, има едно малечко кафанче, кај што се чекаат редови. И ние си застануваме, се чекаме и седнуваме да јадеме, што значи нешто не му треба промоција, него ако може да нема толку многу поварно ќе му биде. Седнуваме да јадеме и гледаме до нас дека во моментот холандска новинарка и фотограф сликаат храна. После тоа и ни објаснија што се, како се, бидејќи малку не замолија да се поттргнеме, па го правеа она калчио е пепе со пастата, знаеш, во пита. И пекорино, да. Па да, ама нели ги обично ги прават онакви големи пити, па нешто финти, тука имаше снимање, сликање. И всушност нив не им треба промоција, ама тоа е брендот на Италија. Не, сега ти кажам, ова е промоција. Редот што чекаш е маркетинг. Најголем. Значи тоа е маркетинг. Убедливо. Тоа можеш да го наштелуваш. Значи ред се штелува. Ред можеш да направиш да нема ред, а да имаш работа. Можеш. Може. Али редот е маркетинг. Немој да помниш, значи италијаните за маркетинг се број 1 у свет. Кај нив све е маркетинг, не дека е лошо, супер. Значи, меѓутоа, ја знаеш како викам, и за Франција ќе го кажам исто така, најлошото и најдоброто вино сум го пробал во Франција. Значи, најлошото вино сум го пробал во Париз и најдоброто вино сум го пробал во Париз. Значи, таму има и многу скемс, многу превари. Италија исто. Исто. У Италија сум ги пробал најдоброто болонјези и најлошото болонјези. Леле, ние исто нешто јадевме, беше ама баш онака околу туристичка локација и некој е такво, и го гледаш именито какво е, веднаш ни беше јасно дека нема да биде нешто добро, ама нешто бевме гладни. Еднаш се зезнавме, све друго беше врв. У Рим пред короната беше тоа, да. Пред короната бевме у Рим со Ивана и ајде така локал и обично ја кога бирам локала седнам, гледам да тоа некое неугледно место или ако има ред, да влезам кај што има ред, или ако го води локал, ако го води бабичка со дедото, готват ѓаш дека не им инвестирано, обично таму се јаде добро. Кај што нема многу туристи, пошто Италија е пуна со турист трапс. Да. Значи ти го гледаш редови, сигурно е добро ако има ред, ама има недека што нереално е тоа. Значи прво ќе чекаш, ќе пробаш и окей, добро беше. Не, овде беше добро и мислам дека и редот се правеше затоа што веројатно имаше и италијани, луѓе кои што знаат дека треба да јадат, не беше баш околу. Тоа е сигурно добро. Пошто италијаните локалци, кога видиш увек бари карат локалците. Тоа е сигурно добро. И се што се случува? Искачаме од Ватикан цел ден таму, се шитаме, значи мртви, немаш таму кај да јадеш ништо. Ова се малите тајни на големите мајстори на хедонизмот, каде јадат локалците. Каде секогаш јади таму, каде што јадат локалците. И у Скопје е така. Значи ти у Скопје гледај каде јаде, зависи се по насаби ако ги делиме, каде да тука локал каде се здржуваат. Имаме ние такви малечки местенца многу добри. Имаме, разбираш. Еве што се случува. Уште да се снима. Не, ај у Скопје се, знаеш, ќе ти дозвола да снимаш, можеш да снимаш. Само не иди кога е гужвата, петок сабота, тогаш е проблем. Пошто има луѓе, гости што не сака се снимаат. Тоа и го разбирам до негде. И искачаме од Ватикан, се вратаме во Рим и гледаме едно местенце, така средено, ама
не ми изгледаше као турист трап, и ајде качо Пепе, нивната паста што е со бибер. Са рачунај дека карбонара, качо Пепе, болонјез, не знам сигурно што некој, тие се римски пасти. Тие од таму потекнуваат, у Рим се измислени. И сега ти по претпоставка дека качо Пепе е измислено во Рим, го јадам тоа што е, пошто го знам тоа и го јадам, у Рим би јадал пример карбонара. Би јадал пинса романа пица, не би јадал наполитанска пица у Рим. Пинса романа е римска пица. Да, она со Дебелата дебело пица, што тесто, има да, као на урчиња. Да, таа. Таа измислена, стварно ја пробавме најдобрата. Врв, значи многу добра. И седнуваме на местенце и ајде качо Пепе и Ивана карбонара ни носи катастрофа. И викам се доја тој. Ќе викам овие вас, знаеш, да, вака се викам, не се прави вака. Ова не е добро, разбираш. Се зезнале. Одвоен сосот, значи не е добро заепено, сланината не е, мислам, не сланина, не гванчале се користи у карбонарата, пример, не беше гванчале, некоја лоша сланина, пресолена, недобро, недоготвена, него ја гледаш дека или без, ајде да кажам, без љубов сготвена. Викам, држа. Прво, нема врска кој сум, не е битно таму кој си, многу им е гајле кој си. Секако. Викам, ја разбирам храна, викам, ова е многу лошо. Викам, дај види, врати го кујна, нека го види тој што го сготвил, ако вака треба да биде, онда стануваме. И он се враќа и каже, шефот ми кажа, не знам дали има шеф. Обично такви, кажеш, има утки, такви катастрофални утки, најчесто нема шеф. Готви Да, било кој. готвач, некој. Некој собран, знаеш Што колку не е. е ни италијан. И добро, и викам, ајде сега да не бидеме толку многу безобразни, не викам, добро, нема врска, нема да јадеме, ај викам дај италијанско пиво, викам, ке пием, италијаните имаат добро пиво, преци. Носи пиво. Викам, какво ми вика, точен, он ми препорачува. Добро, дај, по едно, точно. И носи, значи, пример, Настро Азуро, мислам дека порачавме, го носи у Кригла Лашко, у сред Рим. Добро. И викам, бе, Ова веројатно Лашко само тебе ти Кригла, се наслучи. вака гледам и не ми се верува. Викам, кај ја најде Лашко Кригла у Рим, а и пиво, викам, ов натре како, пошто не знаеш како пиво е. Не, Сега сум пиел на Стразура, ама не може Некоја да го препознам. превара. Викам, ово е неверојатно, викам, ај пиго, викам, дај да се напиеме вако и да бегаме од тука, знаеш. Немам намера се расправам, се што се докажувам, нит него му е гајле, нит мене ми е гајле, само проблем може да направиме. Ај, викам, метла, искачам од тука. Се ти кажам, најлошото искуство и најдоброто искуство На такви места каде што треба да тема е. паста сум го имал во Италија. И тоа е И нормално. за вино во Франција. Интересно е ова. Да, за вино во Франција. Само да не нападнат премногу, ама генерално водење на добар ресторан што треба да биде кор за едно место или што и да, и не е така лесно и ти тоа добро си го знаеш од лично искуство. Сакам да зборуваме малку за Маџо и сега малку и ќе се проширувате, ќе ме кажеш нешто и за тоа, ама интересни ми се некои прашања врзани со рестораните. Како правиш мени? Што да има на менито? И мени Како е се сложен одбираат, процес. нели, Знаеш, оние јадења што исто ги преска спомнав малце за сетра малце срекичка. Значи, менито обично се прави зависно од местоположбата на локалот, зависно од стилот на локалот. малку појќе. Да, значи има многу точки за кога правиш едно мени, зависно од ако правиш за некој друг кој се желбите на тој што та најмоден го правиш менито, го гледаш тимот што го имаш за работа. Прво е многу битно да ти направиш нешто што ќе може да го изработи тој тим. Исто уште една ставка што е многу битна. И на крајот од денот треба и малку да се посреќи. Сега ние кога отворивме Маџо, имавме многу коментари, вие усред тука сите кафани, ви отварате некој ланч бар. И викаме, добро е што има врска. И вика, па да, малце ризично, а викам, све е ризично у животот. Така, ти Да, без ама па ризик како очекуваш да клиентелата имаш успех. ти е Клиентелата соодветна. е иста. Ние у Македонија, у Скопје да речем, немаме ние толку многу различна клиентела. Не, ама да кажеме во Дебар мало да отвориш ресторан каде што и поскапа храната Добро? и да се произведе и се некако има логика, може би некаде стварно нема да успее. Можеби. Ако е врвно, веројатно ќе успее, ама Викам, ова е многу интересно. Можеби ние немаше да успееме, ама мислам не дека ние нешто вау сме направиле чудо, меѓутоа Маџо е многу едноставен концепт. Значи Маџо е модерен стрит фуд, значи не е тоа ресторан,
Маџо не е у моментов ресторан, маџо сега што го реновираме ќе го правиме да биде и пак нема да биде комплетно ресторан, него ќе биде пола од објектот ресторан, пола ќе биде ланч бар. Заради тоа што сакаме да удоволиме и на еден тип на гости и на друг тип на гости. Значи ние ќе бидат одделени и дури и физички, визуелно ќе бидат споени, меѓутоа тој што сака да јаде во ресторан, има гости, има сака да маце да биде на друг левел храната, ќе има можност да седне во ресторан, а оној што сака тај салатка, една чаша вино или ете само бургер и бегам, ќе има место и за него. Значи ние нема да го скратиме ова што со кое што сме направиле нешто. Само ќе ги одделиме, фактички маџо ќе остане у истата димензија, само му се додава плюс димензија кај што ќе биде ресторански дел. И е како бираш што да ставиш во тие менија? И веќе ресторанот и кај ланч барот? Па наслов, кога ќе кажеш ресторан мора да има маце пофино мени. Значи ти ресторан, ланч бар, гостилница, не знам, бистро, сите тоа се различни концепти. Не можеш да ги мешаш. Например, мене многу ми смета кога едно менија е Библија, 200 страни. Да, затоа и прашувам. И внатре има 800 ставки и они се знаеш. А 3 се добри работи или 4 кои што треба да се проба. Не може све да биде менија добри. Чи мора да фатиш у нешто, знаеш, не може и да на едно мене да имаш и кебапче и на крај фоа града завршува паткинџигер. Не може, не може, све може, али не може ми каже дека на место кај што некој ќе прави кебапи и на крај ќе треба да направи некое такво комплексно јадење, да речам, и тој истиот готвач и тоа ќе може добро да го направи. Може би ќе може. Значи тој што знае да готви такви комплексни јадења, тој знае кебапче како да го испече, али нема логика трак кујната да е 500 квадрати. За прво да немаш крос контаминација на двете различни, да можеш да задржи стандарди. Треба тебе, ние правиме две огромни комори, пример за одржавање и ги делиме со посебни врати каде млечни продукти, каде месо, каде зеленчук, спакувани продукти, преработени продукти. Ти мораш да има стандарди. Така. Мене ми е драго што више се развива наше угостителство и ги гледам дека сите више инвестираат по рестораните и по кафаните, да има некакви стандарди. Да има добри чини, да има добра чаша, да има добар прибор, да има стандарди, да има добра кујна. Дојдовме до моментот да ми кажеш колку чини во ресторан, добар сет на чини кој што е потребен за да се отпочне? Па, не знам, зависи, може има момент кај што чинија може да биде и 100 евра. Празна зборам. Само една, да. Обично во рестораните се купува на парче. Не се купуваат на сетови, него се купува на парче. Професионалните чини, односно чиниите кои се произведуваат од фабриките за наменети за ресторани, хотели и угостителски објекти, се продаваат на парче. И така беше во The Bear, серијата која што зборува за кујна. The Bear, ако изгледа, значи тоа ти е супер една серија кај што ти можеш да видиш од прилика и таму не се објаснето како функционира тоа позади. Значи вика многу луѓе кај нас се гости чести во ресторан и мислат дека го знаат бизнисот. Многу е различно од тоа што го гледаш како гостин. Значи тоа вика исто како да знаеш дали како се прават фармерки ако ги носиш, значи најверојатно не знаеме. Значи да речеме македонци сакаат да гледат фудбал. Само ја вика гледам секој ден фудбал, да, не значи дека знаеш да играш фудбал. Така е. И ја мора секој ден да играш фудбал за да знаеш да играш фудбал. И ја гледам формула, не знам да ја запалам, разбираш, па тоа е. И се ова, значи од кујната како да изгледа тие стандарди, тоа што ќе се инвестира, до приборот, до нели квалитетот на состојките што ќе се купаат во ресторан наспроти некаде, да речеме во фаст фуд ресторан. Како не, да. До високо платени готвачи што тоа може да го направат, сето тоа чини. И затоа мене ми е многу интересно кога зборуваме за цените на јадењето, кај нас ние сакаме да кажеме ајбе ова колку има платено, ама забораваме дека ние кога седнуваме во ресторан го плаќаме сето тоа, целото искуство и се останато. Значи, како се прави цената во ресторан? Да, многу сложен процес е тоа и многу маци луѓе го разбираат и најчесто се дрзнуваат да коментираат дури по социјални мрежи, скапо е. Ја сум дал се на 100 луѓе таков одговор. Скапо може да биде мене или тебе, или може да биде ефтино. Да. Скапо за мене е нешто што ќе го платиш, а не си добил третман, не си добил услуга како што треба. Се чувствуваш зафркнат. Да, значи осеќаш дека има превара. Пример, плаќаш салата скапо, да речеме ако е скапо 6 евра за порција салата, за Македонија тоа скапо,
и сега си добил нешто што гледаш дека нема таа вредност. Меѓутоа, ако си добил, си ја платил 6 евра салатата, и ако си ја добил во чинија, да речеме, некој врвен порцелан, гледаш дека имаш прибор кој што треба, имаш чаршав добар, услугата е добра, гледаш дека седиш во место кај што лето е климатизирано, во зима е топло. Тоа кошта, многу кошта. Да го згрееш просторот и да го ладиш просторот. Многу голем е трошокот на самото грење или ладење и уште поголем е трошокот да ги купиш тие машини. Значи тоа не се клима уреди кои што купуваме ние дома 400-500 евра. Тоа се машини по 10, 15, 20 000 евра. Гледаш дека седиш во пушачки дел, а не ти мириса на цигари. Значи има вентилација како што треба. Вентилација што е најчесто над 20 000 евра инвестиција. Значи ти кажувам сигурно. Зависи колкав е локалот. И сега тоа луѓето не го гледаат додека не тргнат да го прават. Ја знаеш како викам често, што не, знаеш, сум добил многу коментари, леле парче направивте, кузне колку пари земавте, а у принцип ние годишно кога ќе удриш процент на заработка на угостителски бизнис ти е 15%. Да. 13%, 12%, 15%. Тоа не е да многу пресметаш заработка. во тоа цело време инвестиција Да, да ти има. кажам, значи ние имаме некоја маржа, различно се маржира више, се изгуби редот бидејќи се поремети пазарот со набавните цени. Имаме некоја маржа и на прва изгледа дека ние многу маржираме. Меѓутоа годишно, ја ти кажам колку е процентот на бизнисот. 12, 13, 15%, ако отидеш над 15% ти си успешен, многу успешен лик. Така. Пошто ти рачуни така купуваме столици. Знаеш колку пари едно столче за ресторан? Па испод 200 евра нема да најдеш. Едно. Добре. Малце подобри локали, значи кои што инвестираат, ќе стави 100-200 столици, рачуни колку пари се само столиците. И што е најинтересно, што после 3-4-5 години мораш да ги смениш. Тоа сакам да кажам, не може да се во ниту еден бизнис не можеме ние од денеска за утре да гледаме. Апсолутно. Затоа и многу пропаѓаат ресторани. Баш зборуваше и Дарко Велков кога беше тука. И често гледаме и самите што се случува, ама има и некои бројки дека околу 60% од почнатите ресторани пропаѓаат, а може би кај нас не знам дали е и поголем процентот, ама многу често гледаме дека ќе пробаат многу луѓе во угостителство, па се повлекуваат, веројатно затоа што во прв момент мислат дека е доволно ти добро да готвиш, а забораваат колку е важен овој бизнес девелопмент делот. Побитно е да го познаваш бизнисот отколку да знаеш да готвиш, пошто готвач можеш да си купиш. Скапо, ама може, да. Па, ако го разбираш бизнисот, ти ќе израчунаш у нормативот на бизнисот, значи во бизнис планот ќе ставиш трошок за готвач. Или да кажам, готвач не ти е трошок, ти е инвестиција. Така Пошто е. ти без готвач не можеш да го работиш тој бизнис. Многу луѓе грешат, вика, пример, се здружуваат партнерски за да отворат некаква кафана или не е битно, некој стрит фуд, вика, мо многу добро готви кај него, кога идеме се е добро. Бе, ти дојдеш кај мене на гости, ја ако сакам, можам да ти изготвам ствари кои што стварно се многу, ја дома не ти мерам норматив кога им дојдеш на гости, ја дома правам за да си поминеме добро. Така? Да. Не мерам ја колку грама ќе ти ставам месо у чинијата или како тоа ќе позадински колку трошок ќе направам за да го сготвам. Во ресторан мораш да мериш. Ако не мериш, немаш бизнис. И готвачот е тој кој што всушност треба да го знае и тој дел. Мора да го знае. И дополнително сето тоа да биде Апсолутно. вкусно, врвно, за да повторно се Нема, вратам. да речеме, ние мериме од грамажа на помфрит, колку оди. Мораш да измериш. Помфритот е 150% поскапен изминатите 3 години. Пред 3 години бил 150% поевтин, набавната цена. И ние, пример, ако иде у порција 150 грама жив помфрит, ние мора го измериме. Па, не знам, наоѓаме такви лопатки кај што знаеме дека фул фаќањето на лопатката, кога и да измериш е околу 150 грама. 5-10 грама не е страшно плюс да отидеш, или Да. минус, тоа се 2 помфритчиња. Никој нема ти наја замерка. Ама ако фаќаш со рака и ставаш и така, знаеш, дозираш, раката може да фати и 100 грама и 500 грама. Сега никој вика, ама јас работам долго време. Да, друже, ти работиш. Ја не можам да се потпрам на твојата совест или... Така е. Че ние мора да измериме. Да, Ние да. порционираме сосеви така со сиерки, па ги полниме, прилика кога купуваш со сиерка, по грамажа се продаваат они. Вика со сиерка 30 грамска. Има 50, 80, 120. Дај ми 30 грамска со сиерка. И ја знам дека 30 грама сос ми соберени за без да мерам. Така е произведила фабрика. Се мора да биде измерено прецизно за да не се направи таа грешка. чиниите се продаваат во волумен. Ти вика, окей, дај ми шешир чинија за паста, да речеме, шешири со ние што имаат
Да. Буквално како превата ще изгледа. И се мери волуменот на Така, празнината. колку е. Имаш 300 грамски, 500 грамски, 600 грамски и нагоре. И сега Така. има за кое јадење, кое влага. Нема правило, ама ти сам си го создаваш правилото. Во ресторанот викаш оваа чинија ќе служиме, не знам, цезар салата и некоја друга салата. Да. Во оваа чинија ќе служи, затоа се прави, затоа се менуваат различни чинии. Мислам, секоја чинија, димензијата треба да одговара и тоа да изгледа добро и да има грамажа. Има минимум колку грама се служи месо, минимум колку грама се служи салата. Има правила на игра. Че имаш Верувам грамажи. дека има, ама еве гледаме дека ги научуваме, полека ги учиме правилата на игра. Зборувам вие како угостителски сегмент во нашето општество. Има добри готвачи кои што работеле во добри ресторани низ светов. Има, да. Имаме веќе таков потенцијал како дестинација. Знаеме дека традиционално имаме добри специјалитети кои што се специфични, различни. Може би има и на друго место такви, да не се правиме дека само кај нас има нешто. Имаме и наши македонски јадења што ретко каде ги има, меѓутоа има и некои работи кои што ние ги правиме на вистина добро и треба тука да се пробаат, ама некако нешто ни фали во делот на промоција на Македонија како фуд дестинација. Што можеме според тебе да направиме во оваа насока, затоа што еве ти оди во промоцијата, го имаш моментот ете на хедонизам, тоа преку снимањата го правиш, имаш ресторан и мислам некако си ми човек за темава. Што ни фали ете ние да станеме, Ви тука може не Италија, ама ќе спомнам подобри. политика, ама нема да завземам страна, сам не се замара тему. многу со политика. Не ми е фах, како да ти кажам. Некојаш сум се замарал, сум бил помлад, понеискусен и едноставно се више не се замарам со тоа. Не ми е битно кој ќе дојде само да биде подобро ако може. И Секако. што ќе кажам на оваа тема, да, овие емисии се супер, меѓутоа овие емисии ги гледаме ние кои што сме во Македонија. За да искочиме надвор ни треба некој да ни подае рака од надвор, така. Значи ние мора државата да го направи тоа. Ние како поединци, ја не можам да излезам на BBC да ставам емисија со македонски пласман на продукти или на 24 Kitchen или на некој било кој на National Geographic. Значи мора за оние те поканат, возможно е, меѓутоа треба да направиш имаат они, еве на пример со една продукција печиравме за Netflix. Меѓутоа стандардот Супер. кој ни го наметна Netflix, ние не можеме да го исполниме. Не можеме, Јас од многу некаде кошта. слушнав за одредени типови на серии да одат на Netflix и HBO, има суми како 150.000 по епизода треба да трошиш и тоа ти го даваат како стандард. Ова може би е премногу за ваков тип на емисија. Не е премногу. Ама генерално по епизода Кошта. зборуваме. Да, по Тебе епизода. треба да испорачаш 10 епизоди. Значи направи ја математиката. Нема потрошиш они ти плаќаат толку. Значи они мора ти Добра. го купат продуктот. Меѓутоа едноставно тој продукт што ќе оди на таквите бродкаст, да речеме, платформи, за да го пробаш и да не успееш, можеш да прегориш, можеш да коштат многу пари. Така, па тоа Тие сакам да екипи- кажам, мораш да почнеш. Тие екипи што се немуваат за таков продукт се во принцип, да речеме, филмски екипи, значи тие луѓе што работат се врвни во тоа што го прават. Ти треба прво голема екипа. Ние да речеме сега снимаме, имаме еден директор на фотографија, мислам сега да имаш еден директор на фотографија, али тој е главниот снимател. Меѓутоа ако се снима 2-3 камери, не купуваме ние да речеме екипата 2-3 врвни, и имаш еден врвен, другите се наш и он ги штима ги работи. У оваа ситуација со вакви Netflix или HBO мораш многу да си сериозен. Таму настапуваш како филмска екипа. Да, И да, тоа така кошта е. многу скапо. Значи деновите, опремата е многу скапа, не можеш било каква камера, имаат процедура, мислам имаат стандард. Они се одобруваат, не знам, има листа, ќе ти пуштат кога пичуваш за да играш со нив, ти пушта минимум стандарди. Најчесто минимум стандарди нема да влезеш. Значи мораш дупло од минимум стандардите да настапиш и ние кога правевме математика Или да имаш не знам каква иновација, па да те земат не за е битно. минимум. Причата мора да ти е добра. Значи приказната мора да е добра. Иначе у старт прво ми ја праќаш ти концептот текстуално, што ќе правиш и он ти вика, окей, дај ми пилотова да го видам. И дај ми ја спремна сезоната, може да ти рече за овој концепт прифаќаме само цела снимена сезона. Минимум една, минимум две, минимум три. И ти го можеш да вложуваш имаш тоа? пари, да. Да. Се Ти мораш да сложувам имаш целосно пари со за тебе. да вложиш, ти вика не смеш да имаш спонзори, така. На Netflix Така. кај сте виделе спонзори? Нема нигде.
Нема. Ако има спонзор, тој е спонзор кој што е одобрен од Netflix, иначе не може, не ти дозволува. Ти вика, добро, мораш дај ми ја цела спремна. 3 сезони ми треба од овој концепт, ми се свиѓа, мислам дека добро ќе помине. И сега ти повели игре. Другата опција веројатно би било да платиш на некој кој што прави таков тип на епизоди скапо да кошта, посвети една-две епизоди за тебе. Да. Како Примерите, држава зборувам. пример кој бил Ентони Борден или не, повеќе или живите, меѓутоа онда Се гледа дека сме го следеле двајцата. да, ама онда да направија да дојде во државата. Па Не е така тоа е. сложено, тој има Не. менаџер, му пишуваш, кој ќе се договориш, сигурно кошта. Океј, Сигурно. што е за на држава да плати да дојде, мислам несто многу пари. Не само што е за државата, туку нели треба да си направиш она повратна Ако ставаш инвестиција. у буџет, значи го Тоа буџетираш значи дека утре ќе ти доаѓаат Така е. луѓе кои што го следат, а него го следаше целиот свет. Така е, Кога ќе кажа негде дека треба да се јаде, јас имам примери на луѓе кои што буквално одат во град, Точно, да. отвараат што он препорачал и таму одат да јадат. Пазар Знаеш кој е на добра пазар. таква промоција ти е, има многу гајдови водачи за храна. Пример, Ама едене. еден е Мишелин меѓу нив. Сега викаве Мишелин нема Македонија. Мишелин мора да го донесе државата. Прво Добра. како Мишелин гајд. Може Да, и секој да го Мишелин гајд. донесе Мишелин, меѓутоа зошто тоа би го направил некој приватњак? Виче, окей, види бизнис е тоа. Значи тој гајдот се продава така. Така. У него се ставаат тие сите ти да ти изберат они да ти дадат не мора бип гурман се вика само плейт кога ти дадат само тањер. Тоа е дека си окей за да бидеш од делот нивната понуда, меѓутоа ако дојдеш и во тие звезди 1 2 3, тоа се плаќа. Ама не е тоа тајна. Они ќе ти ја дадат и ти викаат, окей, сега можеш да ја земеш звездава, можеш и да ја одбиеш. Не ми треба звезда. Има многу готвачи, има готвач кој што врати 3 Мишелин звезди во Англија. Не ми треба ништо. Затоа што Не ми тоа треба и вашите звезди, ти те вика. ограничува на некој начин да мораш да ги цело време да ги постигнуваш тие стандарди. Да. Од една страна и тоа Меѓутоа и се значи, плаќа како членство. Ама види ти и во Ама- НАТО, и во НАТО се плаќа членство. е секако. И во Сега Европска да унија се се плаќа плаќа. членство, не знам колку, мислам дека 2, 3, 5 милиона евра беше годишно. Се Што за на држава има е смешки. влијание позитивно на, Да, се се на плаќа. економијата, на безбедноста, што и да е, како држава треба да си го платиш и можеш да си ги одбереш работите што ќе ги плаќаш и не е на крајот од денот крај на свет. И сега тоа- Може да бидеш иновативен, нешто друго да Апсолутно, направиш. апсолутно. Ама има многу интересен опис на Википедија за Мишелин. Вика да Michelin Guides are series of guidebooks that have been published by the French tire company Michelin since 1900. Тоа е 1900-та година. А они го правеле за да си ги продаваат гумите. Така е. Вулканизери почна да рекламираат. Првично се така почнати. Кај И мога да сега смениш вика, гуми. Гајдот дава до 3 Мишелин звезди, Stars for Excellence, на одбрани неколку ресторани само. И вика, добивањето на звезда или губењето на звезда има драматични ефекти на успехот Точно, на точно. тој ресторан. Точно. Значи, тоа е меѓу првите реченици, тоа е општо прифатено дека Знаеш, е дека така. има готвач, мислам дека беше во Франција, се самоубива, му зимаат звезда, се Леле, самоубива. добро, ова е ту Не, иде премногу. До таму оди ситуација. Сега види, ако сватиш дека тоа е и колку си ти психички јак. Има Така, готвачета лани апсолутно. изгуби една звезда од 3 падна на 2. Човекот нема гале си тера. Да, Океј да. се случува, вика тоа е. Сега ја верувам дека они губи многу. Има клиенти, гости да речем што идат само по такви ресторани. Да. Може да си дозволи, он тоа му е него ентертејмент од животот. Он ги посетува само 3 Мишелин звезди ресторани, кој што е многу скап спорт. Значи тоа е Така. многу И скап тој спорт. гостин е подготвен многу да потроши во Да, храна. нема проблем кај Ама ако дојде овде да потроши, тоа сакам да кажам, ќе плати во ресторанот, ќе прошета, ќе купи нешто, спие негде, ќе така. посети нешто, ќе спие некаде, што значи дека сепак треба, мене ми е ова интересно затоа што светот го прави, ние не мораме нешто да измислиме, можеме. Така е. Може би можеме, ама не мораме. Немаме Ама ова е потреба. супер. Ајде се надевам дека некој ќе нас слушне и може би ќе го донесеме гајдот и кај нас. Државата го донесува гајдот и сега нели у Македонија све е тоа ќе почнеме стенки, меѓутоа Мишелин има многу добар систем да ти не можеш тоа баш туку така да го штилуваш. И можеби затоа некој не се дрзнал, не кошта многу скапо. Да речеме годишна франшиза, ајде да не зборам на памет, не и дека ми излиза некоја бројка за држави како нашата од тој волумен на држава е околу 150.000 евра годишно. Тоа не се многу пари.
Значи, Ако размислиме што ќе донесе, Па не само не тоа, и секогаш речуне многу. дека секој членство, значи они ќе одберат, мислам дека Звезда нема да добие брзо ниеден ресторан во државава, треба време, не е баш така тоа едноставно, многу Ама ќе стандарди. учиме. Ама ќе добиеме Бип Гурман сигурно 15-20 ресторани. И тие плаќаат за членство. Ја кажувам пример дека кога би ми избрале некој Маџо да добие дел од тој колач, ја би платил членство и фер е тоа. Така Така е. тој гајд треба да се испринта. Тој гајд некој го платил да го донесе. Работат луѓе, тоа е како портал, рачуни како весник. Работат луѓе, го уредуваат, го пишуваат, некој ги пишува тие критиките, пак новинари, тие луѓе треба да платени, така. Така И е. ти членство е фер да наплаќаш. Покрај тоа што они ќе ти изберат за нешто да ти дадат, добиваш плейт, Мишелин плейт. И да ти рече, слушај, за Мишелин плейт ти супер задоволува стандарди ги добиваш, ама тоа чини, лупам се, не знам, 250 евра месечно. Океј. И ако не ќе го платиш, нема да ти го даеме. Добро, фер. Да. И сега ти, ако нема, ти дале они сега тебе некако признание, ти немаш да платиш, обично сумите не се големи. Немаш да платиш таква минимална сума, ти друже не заслужуваш да го имаш тоа. Значи, они Ама ти, само и за да можеш да ја платиш сумата, треба да имаш некој стандард да... не збориме, значи ти чим си стигнал да добиеш било кого, не се проблем тие пари што ни ги барат, тоа не Да. се големи суми. Сега тебе ти дават 3 Мишелин звезди. За 3 Мишелин звезди тебе ти треба ресторан што кошта минимум 10 милиони евра. Минимум ти И кажувам. сега Ти ќе си вложил 10 милиони евро у ресторанот, да речеме, просто тие ресторани се на добри локации, дизајнерски изработени, таму столче не е 200 евра, може би 2000 евра. Кујните се страшно скапи. Персоналот е страшно скап што работи внатре. приборот толку те чини. Приборот е ужасно скап, тањирите се ужасно. Ти сад си вложил 10 и са членство ти вика 1000 евра за 3 Мишелин. Не е проблем. Чак и многу од тие ресторани ги спонзорираат, нели они прати настани годишни. Примерно Мишелин Гајд си прави у Германија има, у Сингапур има, во Токио има, во Њујорк има, си прават како фестивали. Знаеш како што има Златна буамара на популарност. Да. И они си прават како што имаш Gentleman of the Year, така? Така. И они си прават такви ивенти каде што си ги доделуваат тие награди, и тоа е супер. Ете ти Да. плюс ентертеймент. Таму има и спонзори, имаат они спонзори на светско ниво и има локал спонзори, поддржувачи на идејата. И оно се заработува, они заработуваат пари и тоа е фер. Значи за функционирање. Апсолутно. Тоа е фирма, бе, рачунам ко фирма. Јас научив многу од тебе денеска, претпоставам и тие што не слушаат, особено оние кои што мислат дека добро готват, поутре може да си отворат веднаш ресторан. Многу ризично. Да, да размислат како тоа паметно да го направат и не е лошо и да прашаат некој што знае. Ти благодарам и се гледаме повторно. Се гледаме. Фала ти.